Гледате Трилинка во продолжение. Блокада на парламентот, митинг на ВМРО-ДПМН. Владината коалиција под двоен притисок од Бугарија, но и од коалицијските партнери. Заеднички именител на овие динамични движења е конечниот табер од Брисел. Ако нема датум, сите се премислуваат, особено Дуи и Ахмети. Дали ќе останат во цврстата одбрана на владата до крајот на нејзиниот мандат. Виса Радеми, политички аналитичар. Добре дојдовте во емисијата и ви благодарам што ја прифативте поканата. Регионот е на своевидна политичка ветрометина. Брисел не е решителна во однос на интеграцијата на Западниот Балкан. Се уште во регионот постојат отворени прашања. Статусот на Косово не се решава. Спорот Скопје-Софија е во фаза на решавање, но не се гледа наскоро за негово затварање. Колку овие отворени прашања можат да имаат на некаков начин безбедносен па и дестабилизирачки карактер? Па мислам дека многу. Прво треба да насочиме која е вината на неинтеграција на Западниот Балкан. Мора да признаеме дека се двонасочно. Прва работа е дека на Европа и фалат луѓе кои што беа ги викаат они founding fathers, татковците на таа визија на единство на обединета Европа. Конрад Аденауер, Жан Моне, Роберт Шуман, луѓе кои што имаа визија да е обединета Европа после таа Втора светска војна, затоа што тогаш излегуваше од глад, немаштија, руинирана Европа и тие имаа визија за да ја направат по-просперитетна Европа. За жал, оваа втората генерација на тие лидери немаат никаква додадена вредност на таа политика на нивните татковци или фаундерс на таа визија. И се полека имаме да имаме национализација на Европска унија и не, да кажеме, интеграција на тие вредности. Првата работа е дека таа конфузија таму доаѓа, дека тие политики више идат на изолација или поише национализација на нивните држави, колку што е таа вредност на обединување на Европа. Мора да признаеме дека и тие не се многу јасни према нашите политики према Западен Балкан. Втора работа и ние во Западен Балкан не сме имале функционални држави до сега. Имаме корупција, невладење на правото, економски просперитет многу, да кажеме, не задоволителен за потребите на Европска унија и да не зборам после за политичките кризи кои што со децении се влечкаат низ цел овој регион. Колку во вакви услови, кога на некој начин сме во статус-кво, пред се во делот на решавање на проблемот со Софија, не вовлекува или се вовлекуваме несвесно во можеби предвремени парламентарни избори, посакувана и инсистирана желба на ВМРО-ДПМН. Од друга страна пак премиерот Ковачевски вели не е време за предвремени, ниту пак јас ќе подлегнам на ултиматуми за средба под услов да разговараме исклучиво за организирање на предвремени парламентарни избори. Виде, опозицијата има целосно право да бара предвремени парламентарни избори, затоа што беа победници на тие локалните избори. И сега тој ветер на победа на нив ги мотивира да бараат предвремени парламентарни избори. Од друга страна, СДС секој ден го губи тлото под нозе и таа популарност што имаше после решање на спорот со Грција. Но ако се види Македонија изолирана случај, да, тогаш тие барања се легитимни, како за секоја опозиција, и пресијата била многу поголема од страна со блокирање на собрани и така натаму, би дошле до некој вид на солуција. Но ако се зема геополитички, Македонија не е, да кажеме, изолиран случај од целата таа геополитичка слика. Ние сепак сме дел од европското тло, например, Европската унија како дел од овој континент. И украинската криза или војна, да кажеме, многу влијае во анимирање на пријатели на ова идеја, на предвремени парламентарни избори. Мислам дека никој во Брисел, па ни во Вашингтон DC не би можел да му ја даде да му даде таков бланко чек на опозицијата да ги подржат во нивните напори да одржаваат предвремени избори, затоа што
предвремени избори сепак бараат, да кажеме, присуство на меѓународна комисија тука, на ОПСЕ, на влијателни пријатели кои ќе го монитираат тој целосен процес. Се прогнозира и одредени анкети покажуваат дека СДСМ, доколку се одржат евентуално превремени избори, дека актуелната владеачка гарнитура би го платила на некој начин цехот поради одредени политички концесии и можеби и погрешни чекори. Справувањето со енергетската криза, здравствената криза, одоговлекувањето на решавањето на прашањето со Бугарија. Да, тоа е многу интересна работа. Например, СДС би требало да го плати целот, пошто премногу се фокусира на тие стратешките цели на Македонија, решавање на спорот со Грција и сега моменталниот спор со Бугарија. Но внатрешно, тие премногу малце реформи направиле или имплементирале. Цело тоа што тие се залагаа до сега беше приткриено под тепи во делот на решавање на тие национални работи, на економски развој, независно судство, образование, да не збориме, вработување. Тој пакет на работи кои што го прават животот поквалитетен во Македонија, тоа уопште не се ни отвори. Се фокусираат на стратешки работи. Нивите министри се шетаат по авионот од Скопје до Брисел секој месец со, да кажеме, некои си даваат ветувања дека Македонија ќе влезе овој месец во Европска унија, па после декември, па после јуни се менуваат како филмска трака, но реалноста е дека ние немаме никакво, да кажеме, прогресивност во тој дел. И СДС би требало да го плати тој цен на нефокусирање на енергијата внатрешно, да се регулираат овие, ги викам ја, оперативни работи, да се регулира економијата, да се регулира судството, да се регулира образованието. Тие работи кои што нормалниот граѓанин ги може да ги осети, ако има да кажеме некој вид на реформи. Може ли ДУИ да се амнестира од одговорност, бидејќи била, речиси, повеќе од 15 години дел од власта? Апсолутно не. И тука пред се одговорноста на македонските политички партии, да кажем условно. Ја не разбирам зашто кога доаѓаат они во власт, секогаш природен партнер им се ДУИ. Сега, веројатно тие знаат зошто им е тоа таков партнер, но мислам дека ДУИ не се амнестира, туку и делови од луѓето што биле во челни позиции треба да одговарат за криминал. За сите работи што они ги правеле со претходната власт, каде што имаат и отворени судски постапки за нив. Зошто тогаш се толерираат? Што мислите вие? Ја мислам дека премногу ипотеки се, премногу работи кои што луѓето ги знаат за нив и они испорачуваат дел од црните работи што и македонските политички партии ги имаат за цел. Ние знаеме дека во Македонија секој се бори со корупцијата, но никој не покажа резултати. Сега таа корупција во владиниот ешалон, ја мислам дека ги прават оперативни луѓе на ДУИ. И затоа природно е да се добие некој партнер со кој што имате вие некаква врска. ДУИ сега има круцијални ресори во ова влада, но гледаме дека одговорноста се паѓа на СДС. И не разбирам зашто СДСМ го дозволува тоа. Сега СДСМ прифати дел од критиката од општеството, именуваше дел од министрите, но владината структура во делот на ДУИ не остана незаменлива. Село дека имаме ние, да кажем, партизирано и поделено општество, каде што кампањите на политичките партии ги таргетираат една етничка група, ние немаме да имаме синхронизација на владината програма. Гледате вие, ДУИ им се обраќа на албанците, СДС и ВМРО им се обраќа на македонците. И после победникот со победникот коалицираат. Но таа коалиција не е природна коабитација на две политички партии кои што имаат една идеолошка визија, една програма за економски развој, една програма за образовен процес. Тие се тука затоа што се победници од двата табора. Ние имаме декларативно едно општество за сите, но сме поделени по сите спектри и сегменти. Се подгрева амбиент на домашната сцена дека ДУИ е постојано во некакво заштитништво. Кој тоа ги штити или ги толерира интегративците? Сит од политика до судство. Па вие имате и во тие прислушкувани разговори каде што
имате високи функционери на ДУИ или на судството каде што викаат дека не треба да се процесираат кривичните, да кажеме, работи на функционери на ДУИ. Тие ги стават под тепих затоа што они се под ипотека. И сега нели испорачуваат и со ова владина за овие владини функционери. За жал тоа е тоа. Во Македонија функционира криминалот од сите спектри, сите националности. Ние, ако има некаква соработка во тој дел, делот на владината структура е многу коабитиране и соработуваат, а делот општеството е тем поделено. И затоа е ова ситуација сега. Дали тука паѓа и тезата и заложбата првична, додека лидер и премиер беше Зоран Заев, на концептот едно општество за сите? Горас, не може да зборите вие за едно општество кога ние уште имаме поделено, да кажеме, паралелки во образование. Вие имате предпладне македонци учат, после пладне учат албанци. Или имате во школството, например, никаде они не соработуваат. Кажете ми еден пример каде што граѓаните соработуваат во како политика на ова флоскула, да кажеме, едно општество за сите. Едно општество само постои во умот на политичарите кога се дели колачот за што добива ДУИ, што добива ВМРО или СДСМ. ДУИ не е албанштвото. ДУИ не се граѓаните, сите граѓани албанци. ДУИ е само една политичка партија која што покушава врз превезот на албанците да може да добие поголем дел од колачот. Тоа е целосно. Како што ни ВМРО, ни СДС не е целата македонштина. Работава е дека едно општество за сите е флоскула која што многу звучеше секси, да кажеме, во делот на изборите, но ние не гледаме никакво интегрирано општество од таа флоскула, од тој модел. Ние уште сме поделени по сите, да кажеме, сегменти. Според многу сондажи расте поддршката на ВМРО ДПМН, меѓутоа дали лидерот Мицковски се обидува на некој начин да направи копија на концептот на Заев, да им се додвори на албанскиот електорат преку номинирање или предлагање на личности од албанската етничка заедница? Ако го прави тоа, ќе го направи добро и добра работа е да имаме мултиетнички партии, но тоа треба да го направи многу подобро од СДС и во делот на квантитет и во делот на квалитет. Не можете вие да интегрирате тројца албанци во влада и да кажете да, ние ги имаме сите албанци за себе. И не можете вие да имате тројца, да кажеме, луѓе кои што се избрани така од некој челник на некоја партија и да кажете да, ние ги имаме сите албанци. Тоа мора да дојде од доле како дискусија од тие, да кажеме, партиски заедници во градови каде што живеат мнозинство албанци, но пред се ја мислам дека поголема важност е квалитетот на тие луѓе, не квантитетот. Значи треба да бидат луѓе кои што се интелектуалци, респектирани луѓе во општеството, кои што може да додадат вредност во некоја политичка партија. Господин Адеме, колку лидерите, партиските лидери се зависни од бизнис елитите, но и криминалните структури? Многу. Вие гледате и во Америка, например, ако некоја индустрија вас ја поддржува во кампања, тогаш одма имате финансиска поддршка и тогаш таа владина структура која што победува треба да се одолжи со, например, фокусирање на тој сектор. Вие не е јавна тајна дека вториот мандат на Џорџ Буш сениор беше директно влијаен од логистичките компании кои што бараа да има интервенција во Ирак, например. И тогаш тие помогнаа да се качи неговиот рейтинг над таа некои 20% кои што беше долната линија. Да не зборувам за Македонија. Македонија сепак е заложништво на тие олигарси кои што ја приватизираа ова Македонија без пари, ја купија. Ја купија без пари, не дека ја купија без пари, тоа не е проблем. Но не додадува никаква вредност да зачуваат овие пазари кои што ги има овие компании во претходната држава, да кажеме. И секој ден
они обструираат да влезе друга компанија странска затоа што сака да имат монопол или дуопол во оваа држава. Или преку финансирање на овие политички партии не сака да има просперитет, например, нема производство, што трговијата е многу интересна работа, немате некој голем напор, а добијате многу пари. Така да дел од овие олигарси, например, на вистина, јас знам и лично кои што попречуваат да има развој во државата или да има надворешни компании кои што доаѓаат во Македонија или странски инвестиции кои што доаѓаат во Македонија. Странски инвестиции само во Македонија имаше само времето на Груевски кога беше автомобилската индустрија како дел спомната, но таа затоа што немаше таква автомобилска индустрија порано и затоа они оставија да се направи во тие економски зони. Инаку ние сме многу зависни од олигарси, нивните пари, нивните финансирање и они ги попречуваат реформите што се сакаат да донесат одредени политичари во Македонија. По формирањето на владата на Ковачевски се наметна прашањето кој владее со државата по поделбата на колачот и ресорите во владата предводена од премиерот Ковачевски, имајќи во предвид распоредот на силите во владиниот кабинет. Мора да признајам дека Ковачевски нема да има барем еден изборен циклус, неговата позиција и во СДС, а да не кажем во Македонија е премногу слаба. Неговото лидерство сепак зависи од, да кажеме, од шармот и харизмата на Зоран Заев. Луѓе имаат кои што се уште потврдат дека Ковачевски е под мониторинг на Зоран Заев и неговите одлуки се одлуки на Зоран Заев. Тоа не би го кажал затоа што мислам дека неговиот рейтинг на Ковачевски, гледам дека и по искачањето на телевизии има некој си его интелектуално кој што сака да го наметне, но без да се избориш за таква позиција, премиерска позиција на избори, многу е тешко да имаш тоа лидерство, таа харизма. Од друга страна концесиите према ДУИ се премногу и ДУИ ги влече сите стратешки ресори во државата. Имате Министерство за надворешни работи, имате образование, имате економија, имате финансии. Овие се 4 ресори кои што се директно влијаат врз самите реформи во Македонија. Значи, квалитетно образование, прашање е дали имаме поквалитетно образование. Нито основното, нито средното стручно образование, нито високото образование, ние немаме никакви резултати. Луѓето кои што дипломираат во Македонија бегаат во странство, зашто немаат просперитет тука, не гледаат можност да се вработат. Немаме компании или сектори кои што се поконкурентни на пазарот. Вие немате ни еден бренд во Македонија кој што може да се гордее цела Македонија, а бренд кој што може да конкурира во регионот. Кажете ми еден бренд, освен Алкалоид, кој што не е, да кажеме, придонес на ова владена политика, субвенции или да кажеме да се развие тој бренд, вие друг бренд во Македонија немате. Немате предприемништво кое што би дошле како стартап иницијативи на поддршката од оваа владена структура. Немате такви работи. Немате по независно судство. Значи, сите работи кои што оваа влада ги има, да кажеме, ги имаат како начела или програмски работи, пропаднале. Затоа треба нека нова динамика, нека нова политичка партија, не знам дали би можел да направи некој нов модел економски на развој, али на нас ни треба нова генерација на размислување, нова генерација на политичари, за жал. Ви благодарам за гостувањето. Фала и на вас за поканата. Почитање, че тоа беше политичкиот консултант Висар Адеми.